Ако вчера одбележавме подпишување на договор за инвестиција на СТС Textiles во Велес за 1000 нови вработувања, денеска има одлична вест за Охрид, каде со работа започнува германската компанија Костал, која ќе донесе нови 1000 вработувања во Охрид и Охридско и нов значен стимул за македонската економија, напиша на Facebook профилот лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Официјално стартува почетокот на производствените активности на германската компанија Костал, водечки извозник на технолошко напредни и иновативни производи во автомобилската индустрија, а ќе произведува електронски и електромеханички производи кои ќе се вградуваат во познати и луксузни автомобили во светот, како Мерцедес, БМВ, Ауди, Порше и други, напиша Груевски. Во првата фаза, Костал започнува со работа во адаптиран објект, кој е дел од поранешното ЕМО Охрид, со планови да се проширува и на други делови од истиот комплекс. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска во Виена имаше средба со поранешниот председател на Република Австрија Хајнц Фишер. Македонскиот председател изразил благодарност за досегашната принципијална поддршка од Австрија и задоволството од соработката во справувањето со мигрантската криза. Фишер изразил задоволство од начинот на кој Македонија успешно се справува со миграцијската и бегалската криза. Во таа насока Иванов и Фишер биле согласни дека е неопходна засилена безбедносна соработка меѓу сите земји од европскиот континент. Воедно соговорниците констатирале дека политиката на проширување на Европската унија мора да продолжи и дека интеграцијата на Балканот е од суштинско значење за севкупниот мир, безбедност и стабилност во регионот. Председателот Иванов престојува во работна посета на Република Австрија по повод учеството на Конгресот на Паневропската унија, од каде порача дека заморот од проширувањето на Европската унија доведе до ретроградни процеси во нашиот регион. Аларм од жолта фаза во Скопје и Пелагонискиот регион, прогласи денеска Европската метеоролошка станица. Предупредувањето се однесува на врнежи од дожд. Локално во западните и во северозападните делови врнежите ќе бидат пообилни, каде се очекува да наврнат 25 литри на метар квадратен воден талок. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ на председателот на ХДЗ Андреј Пленковиќ му го врачи мандатот за составување на 14-тата влада на Република Хрватска. Председателот на ХДЗ изјави дека е можно в понеделник на 17 октомври Хрватска да добие нова влада. Пленковиќ најави дека разговорите за идните министри ќе почнат денеска и соопшти дека наспроти гласините во неговиот кабинет ќе има и жени. Илјадници демонстранти на улиците во главниот град на Јемен, Сана, изразија револт за смртоносниот воздушен напад. Во нападот загинаа 150 луѓе, а стотици останаа повредени. Многумина од демонстрантите беа вооружени, а се извикуваа пароли како «Америка е голема сатана».